Ги следите вестите на Канал 8. Еден ден по завршувањето на парламентарните и председателските избори, познати се резултатите од гласањето и новиот состав на пратениците во собранието. Според податоците што ги објави Државната изборна комисија во 4 општини од микрорегионот, кандидатката Гордана Силјановска-Давкова оствари предност од над 14.000 гласа пред Стево Пендаровски. Додека во изборната единица 3 ВМРО ДПМНЕ ќе има 14 пратеници, СДСМ 4, а Знам и Левица по 1 пратеник. По завршувањето на вториот круг од председателските избори и по пребројувањето на гласовите, Државната изборна комисија потврди дека кандидатката Гордана Силјановска-Давкова оствари убедлива разлика од околу 309.000 гласови пред против кандидатот Стево Пендаровски, со што за прв пат Македонија добива жена за председател. Од анализата на резултатите во општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци, Силјановска-Давкова оствари предност од над 14.000 гласа пред Пендаровски, односно го зголеми бројот на гласовите за уште 5.500 во однос на првиот круг. За Пендаровски пак, во 4 општини во микрорегионот гласале уште 1000 граѓани повеќе во споредба со гласањето на 24 април. Во однос на гласањето по општини пак, во Кочани Силјановска-Давкова доби 11.855, а Пендаровски 4.515 гласа. Во Виница за кандидатката што ја подржа ВМРО ДПМНЕ гласале 6.416 граѓани, а подршка на кандидатот зад кој застана СДСМ му дале 2.097 гласачи. Во Чешиново, Облешево за Силјановска-Давкова својот глас го дале 2.446, а за Пендаровски 754 избирачи. Додека во општина Зрновци соодносот во корист на Силјановска-Давкова е 980 спрема 279 гласа. Слично на председателските, волјата на гласачите е изразена и на парламентарните избори. Според резултатите од Државната изборна комисија, во третата изборна единица најголема поддршка доби коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ. Со освоените 96.546 гласа, таа ќе има 14 пратеници. Коалицијата за Европска иднина на СДСМ доби 33.605 гласа и ќе има 4 пратеници. Партиите Левица и Знам со 13.404, односно 9.426 гласа, ќе имаат по 1 пратеник. Во општинските основни училишта во Кочани почна уписот на правачиња во учебната 2024-2025 година. Образовните установи според утврден реон ги повикуваат идните правооделенчиња на разговор. Почна уписот на правачињата за учебната 2024-2025 година. Согласно реонизацијата, потребно е секој родител да се јави за упис во училиштето, во кое согласно реонот припаѓа ученикот. Исто така идните правачиња, кои немаат добиено покана, потребно е да се јават во најблиското училиште, согласно местото на живење во текот на месец мај оваа година. Официјално започна уписите на правачињата во 2024-2025 година. Децата кои што на крајот на календарската година ќе наполнат 6 години и деца кои што се родени до 31 јануари 2019 година по барање на родител и добиено мислење од педагог и психолог имаат право да се запишат во прво оделение. Нашиот регион опфаќа 134 обврзници кои што имаат добиено покана и термин за да се запишат за упис во прво оделение. При запишувањето родителите треба да приложат следниве документи: извод од матичната книга на родените на ученикот, копија од лична карта од родителот, потврда за примени вакцини, задолжителни вакцини, потврда од стоматолошки преглед, потврда од преглед кај очен лекар, извадени од надлежни здравствени установи. При запишување на дете со попречност во прво оделение, родителот, односно старателот, е должен да достави мислење од Комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ. Нашето училиште исто така организира и престои за ученици од прво, второ и трето оделение, проложен престои, и ги поканувам сите ученици кои што припаѓаат на нашиот регион
да го спазат терминот за запишување и да се запишат во нашето училиште. Им посакувам среќно на сите правачиња, значи успешна година, успешни почеток на школувањето. Старателот има право да го запише детето во основното училиште во реонот во кој живее или каде што постојано престојува. Основните училишта пак можат да запишат ученици од друг реон или од друга општина само доколку имаат слободни места за запишување. Минатата година, односно во учебната 2023-2024 година, на територија на општина Кочани беа запишени 259 правачиња во сите основни училишта. Почна реконструкцијата на улицата Славчо Стојменски во Виница. Паралелно, градежни активности се одвиваат и во селата Трсино и Пекљани. Во општина Виница во тек е реконструкција на улицата Славчо Стојменски со вкупна должина од 500 метри. Паралелно се врши асфалтирање и на улици во селата Трсино и Пекљани. Од локалната самоуправа на Виница информираа дека градежните активности се одвиваат според предвидената динамика. Според договорот кој е склучен се предвидува во рок од 8 месеци да се изврши асфалтирање на улици и во селата Црн Камен, Градец, Липец, Блатец, Лески, како и реконструкција на улиците Климент Охридски, Стив Наумов, Раде Кончар, Даме Груев, дел од улиците 4-та македонска бригада и Јане Сандански во градот. Исто така со договорот е предвидено дополнителна рехабилитација на други коловози и темелно крпење на ударни дупки во вредност од 14 милиони денари. Вкупната вредност на договорот е 45 милиони денари со вклучен данок на додадена вредност. Средствата за реализација на градежните активности се обезбедени од буџетот на општина Виница. В сабота со почеток од 18 часот на плоштадот Ангел Винички во Виница, фолклорниот ансамбл Китка од Истибања ќе го одржи концертот Ѓурѓово лето-пролето. Општина Виница в сабота ќе биде домаќин на концертот Ѓурѓово лето-пролето. Настанот е во организација на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Носител на проектот е Домот на културата Тошо Арсов со финансиска поддршка на Министерството за култура. Ѓурѓово лето-пролето е насловот на самостојниот концерт на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, кој што ќе го реализира во сабота на 11 мај со почеток од 18 часот на плошадот Ангел Винички во Виница. Носител на проектот е Домот на културата Тошо Арсов од Виница, а со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Македонија. Со повеќе од 130 фолклористи ќе продефилираат обичаи, песни, ора и традиции од Истибање и регионот. Дојдете и уживете во традицијата на Македонија и македонскиот народ од регионот на Истибања. Плошад Ангел Винички во сабота на 11 мај. Фолклористите од Истибања наредната недела ќе бидат гости во Скопје, Радовиш и Струмица, каде ќе учествуваат на меѓународните фестивали Великденски средби и цветови. Инаку, фолклорниот ансамбл Китка е формиран во 1975 година и речиси околу 50 години успешно ја презентира народната култура преку обичаите, ората и песните, изведувани преку вокалните групи и оркестрите со автентичните инструменти и граорни групи. Викендов членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово ќе учествуваат на традиционален и мемориален планинарски марш. Тргнувањето е од паркот на Револуцијата во раните утрински часови со сопствен или организиран превоз. Предстојниот викенд членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово ќе учествуваат на традиционален и мемориален планинарски марш. В сабота планинарите ќе бидат дел од традиционалниот планинарски марш Димитар Илиевски Муратот, при што ќе го искачат врвот Баба планина, што се наоѓа на Пелистер со околу 2600 метри надморска височина. Должината на патеката е околу 20 км во двата правци и спаѓа во средно тешка категорија. Поаѓањето е во 4 часот наутро од паркот на Револуцијата во Кочани. В недела пак ќе учествуваат на мемориалниот марш Чичо Спиро Митков,
Целта е да се искачи спирова кобила. Настанот е во организација на планинарскиот спортски клуб Скопска Црнагора од Скопје. Тргнувањето е во 6 часот наутро од паркот на Револуцијата во Кочани со организиран или сопствен превоз. Почитувани, тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.